Како да поголема општествена одговорност? Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори. Почитувани, добар ден. Во повеќе наврати ги чувме ставовите и мислењата на тутунарите кои што бараат начин како да се вреднува реално нивниот труд. Но во секој случај пазарните правила мора да се почитуваат, зашто на крајот во најголема мерка се зависи од вагата на побарувачката и понудата. Денешен наш гостин во емисијата Одговори и одговорност е Кире Станковски, генерален директор на Тутунски комбинат АД Прилеп. Добар ден. Добар ден, благодарам на поканата. Во ова актуелно време поврзано со тутунопроизводството и откупот кој што заврши неодамна, денеска би сакале да го чуеме вашиот став околу тоа како ја оценувате откупната реколта, односно откупната сезона од ланската реколта. Она што се претпоставуваше на почетокот на откупот и тој се оствари, се работи за едно од најнапорните реколти во изминатие 20 на 30 години, зашто бидејќи имавме суровина која откупувавме со далеку послаб квалитет, што и се покажа, но исто време имавме и хиперпродукција на тутун кој што мораше да биде на некој начин и решен. И мислам дека во најголем процент се успеа тоа да се заврши и за среќа на сите ова откупна напорна реколта дефинитивно заврши. А велите дека треба да се почитуваат мерилата околу тоа каков е квалитетот на тутунот. Вие во неколку наврати напоменавте дека квалитетот на ланската реколта не беше на она ниво на кое што беше изминативе 5-6 години. Како вие како откупни фирми и луѓе кои што се договарате со странските откупувачи на македонскиот тутун, ги оценувате и ги вреднувате квалитетите на нашиот ориентален ситнолистен тутун? Што е она што е пресудно во тие мерила? Знаете, самите како и сите други земјоделски култури, така и тутунот е култура која зависи од временските услови, зависи од климатските услови. Во зависност како тие се распределени во текот на вегетацијата, така се добива и суровина на крајот со одреден квалитет. Што е интересно од тутунот од минатата реколта, во неколку наврати тоа го кажуваме и во вашата емисија, имавме многу лоши климатски услови минатата година, додека траеше вегетацијата. Кои беа тие услови? На почетокот од реколтата при засадување на тутунот имавме многу лоши временски услови. Во периодот додека вегетацијата траеше, а тоа е периодот на август месец, имавме обилни врнежи и со доста топло време, каде што имавме нагло прераснување на тутунот. Сите тие климатски услови кои се сублимираат на крајот, добивме реколта кој има многу низок процент на никотини и многу ниски проценти на шеќери, кои се основа при обработката и продавањето на тутунот на големите светски компании. Еве за ваша информација да ви кажам кои беа процентите на никотини и шеќери на претходната реколта. Тоа генерално се движеше во сите откупни компании, значи имавме тутун со над 2% никотини, што е основа при формирањето на цената. Конкретно кај нас АБЦ класата имаше 2,2% никотин. Сега тие исти параметри од оваа година, од првите хемиски анализи кои ги правиме, се движат околу 1,5%, што драстично намалува извозната цена на тутунот кој ние ќе го обработуваме. Тие се два основни параметри покрај органолептичката проценка при откупот на тутунот. Хемиската анализа е една од најбитните при продажбата на финалниот производ кој ние го спремаме, што значи дека процент на никотин драстично намален, процент на растворливи шеќери во тутунот драстично намалени се клучните параметри при продажбата на тутунот. Ова што годинава го гледаме, со овие први хемиски анализи е ситуацијата дека она што го тврдевме на почетокот дека имаме тутун од минатата реколта со далеку послаб квалитет се обестини сега кога ги направивме тие хемиски испитувања.
Можат ли овие мерила да влезат во оценувањето реалната проценка на тутунот? Како можат овие информации да стигнат до тутунопроизводителите, да им се каже реалната слика во поглед на квалитетот, затоа што она што тутунопроизводителите го гледаат е бојата на листот, големината на листот, но овие хемиски анализи не им се познати. Тие хемиски анализи се прават кога ќе се направат пробните хармани, односно кога ќе се спрема пробните мостри за покажување на нашите партнери каде што го продаваме тутунот. Што значи дека според намените кои ние ги имаме за да спремиме индустријска класа, ние правиме пробни хармани, а тоа се прави од кога тутунот ќе се откупи и од кога ќе почне да се преработува во капацитетите за обработка на тутун, посебно таму каде што има soft drying технологија, бидејќи тој процес многу кратко трае за спремање на финална суровина. Што значи дека при откуп на тутун тие параметри не можат да бидат, така речи, неиспитани. Знаете и сами дека основниот принцип при откуп на тутун се органалитичката проценка и големината на листот. Хемиската анализа се прави дополнително. Ви кажав компарација на две реколти, ланската и претходната реколта, каде се движат тие хемиски елементи што се многу битни при продажбата на тутун. Хемиската анализа се испитува при создавањето на пробните хармани. Оние пробни хармани кои што ќе бидат прифатени од купувачот треба да бидат цело време испоштовани до крајот на продажбата на тој тутун. И тука се тие хемиски испитувања. Да се вратиме на понудата и побарувачката, она што ја диктира цената на тутунот е цените на светските берзи, односно побарувачката од страна на големите компании кои што го купуваат македонскиот тутун. Вие во последниот разговор кој што го имавме за Радио Пела, напоменавте дека побарувачката од вашите партнери е намалена и она што барем како податок го имавме тогаш беше дека за 30% ќе биде исто така намалена и за годинава. Како се движат тие побарувања на светските берзи? Какви се информациите што вие ги имате во моментов со оглед на тоа што веќе и индустријата за продажба на цигари се намалува со оглед на пандемијата која што цела година трае? Што е битно, но многу битно, да не речем и најбитно прашање што го поставивте, е тоа што често пати со здруженијата на тутунопроизводители, со иницијативните одбори, често пати ова прашање го разговараме. И од моја страна, секогаш на тие разговори со странци му кажувам следно. Фактори во оваа индустрија не се откупните компании, фактори во оваа индустрија не се кооперантите, не се ни здруженијата, не се ни иницијативните одбори. Фактори во оваа индустрија се тие што го купуваат тутунот од нашата држава. Како финален производ. Мислам како тутун спакуван за предупотреба во цигарната индустрија. Кои се тие фактори? Тие фактори се 4 големи светски компании. Тие го купуваат тутун од нашата држава, некои си 95% од прилика. Тие се Philip Morris, BAT, Japan Tobacco, Imperial Tobacco. Тие се тие што ја одредуваат количината спрема нивните потреби за да ја вградат оваа суровина во цигарите, и тие се тие што ја диктираат цената во зависност од квалитетот на тутунот. Еве да ви кажам ексклузивна информација од оваа реколта што ја откупивме. Бидејќи хемискиот состав на оваа реколта е многу послаб за разлика од изминатите години, цените извозни во секоја компанија откупна се драстично намалени во споредба со минатата година. Која улога изигра за таа цена? Изигра лошиот хемиски состав, лошата реколта што се произведе, таа не зависи од нашите тутунопроизводители кооперанти, тоа зависи од климатските услови кои што беа минатата година, претходно тоа ви го кажав. Значи, тоа е многу битен податок. Факториите кои го купуваат овој тутун се тие 4 светски компании, тие диктираат количината и цената. Друга работа што се случува на светските пазари е тоа што ваков ориентален тип на тутун, друга сорта, друг тип, се одгледува и во Турција.
Турција произведува некои си 80-90 милиони килограми, и тоа сортите Samsung и Измир, кои исто така квалитетен ориентален тип на тутун. Во Турција изминативе години, а посебно оваа година, имаме девалвација на турската лира, каде што извозната цена на турскиот ориентален тип на тутун е далеку поевтина отколку нашиот ориентален тип на тутун. Тоа е, значи, втората причина за оваа ситуација. Третата причина, пандемијата си го направи своето. Анализите во изминатава година што покажуваат? Дека во нашата држава продажбата на цигари е намалена од 25 до 30%. Зошто е тоа така? Заради тоа што немаме социјален живот, нема ресторани, нема дискотеки, нема кафичи, нема основни потреби на човештво, свадби, крштевки, каде што овај производ многу во поголем процент се троши. При намалување на продажбата на цигарите од 25 до 30%, учеството на тутун се сведува од 20 до 25% директно во тој производ. Тоа е третата причина за алармантната ситуација. И на крајот бројките се следниви. Допред 2 до 3 години на светско ниво, на глобално ниво, овој тип на тутун, ориентален тип на тутун, се трошеше некои си 130 до 140 милиони на годишно ниво. Од сите овие причини што ви кажав претходно, таа потрошувачка е симната на 115-120 милиони килограми. И сега, што е битно и за вашите слушатели и за сите тутунопроизводители? Не може од една страна потрошувачката на финалниот производ цигарите, каде што се вградила оваа суровина да биде во надолна линија, а производството на тутун да биде во нагорна линија. Тие се две работи кои никако не можат да бидат во корелација при вакви односи. Затоа треба да се има разбирање од сите страни. Наше е да му презентираме на кај оди оваа индустрија, нивно е за да сватат и разберат. Било која хиперпродукција само ќе уништи, ќе упропасти, ќе затвори уште 2-3 фирми, како што имавме прилика минатата година да се случи тоа со Дарија. Секој количество на тутун произведен мора да се продаде. Тутунот не е вино, па да може да стои година 2, 3, 5, 10. Значи, секоја реколта мора до лист да биде продадена, за да може ова индустрија да функционира најнормално. Толку има по ова прашање, кажам, мислам дека бев јасен. Многу убава анализа и детална. Мислам дека оние кои што во моментов не слушаат ќе разберат, а верувам дека треба да разберат, затоа што и следното прашање се однесува на тоа. Кај нас во Македонија се произведувало најмногу, околу 31 милион килограми на тутун. Тоа било во оние најдобри денови, кога тутунскиот комбинат беше единствениот откупувач. И кога, и ова морам да го напоменам, контролата на површините и количествата на тутун беа на највисоко можно ниво. Но Македонија може да произведе можеби и повеќе тутун од ова. Многу е важно во овој момент на пазарно општество да се знае колку треба да произведе за да може тоа да се пласира. Имаше еден податок дека годинава ќе се ограничи производството на тутун на 21 милион килограми. Како вие гледате на овие два податоци и каде тука треба да се бара реалното производство со она што може да го примат од купувачите македонски за да се представи на меѓународниот пазар? Изминативе месеци често пати го слушам тоа и од различни извори, че се ограничи на 20 милиони. Тоа не е точно. Зошто не е точно? Тука нема ограничување. Тука има потреба на откупните компании да направат договори на онолку количини колку што имаат гаранција дека може да ги продадат. Ако откупните компании имаат склучено договори со овие 4 светски компании да продадат 25 милиони, 26 милиони ќе направат договори на 25-26 милиони. Ако имаат склучено договори спрема потребите на тие 4 големи светски компании кои откупуваат тутун 95 и повеќе количини на тутун од нашата држава,
тоа ќе склучат толку договори колку што имаат потреба тие 4 големи светски компании. Спротивно на ова сега што ми го поставивте прашање е следно. Свесни сте дека изминатие 10 години се води голема кампања против пушењето. Се забрани употреба на овој производ во затворени простори. После тоа излегоа електронски цигари. Сега во последно време во тренд се несегорлив тип на тутун, каде што многу помал процент на тутун влегува во тие несегорливи. Сите тие параметри што укажуваат, значи намалување на употребата на финалниот производ цигари. Што влегува тие цигари? Ова суровина која што ние произведуваме. Овој ориентален тип на тутун во овие цигари на светско ниво што се произведуваат се употребуваат од 5 до 10%. Значи ова е специфичен тип на тутун каде што се употребува за ароматичност и така натаму. Вкупната употреба, скупниот влез на овој ароматичен тип на тутун во цигарите се движи од 5 до 10%, што не е голема количина, затоа на светско ниво се минатите години 135-140 милиони, ама тоа е падната на 115-120, токму ради овие причини. Намалување на потрошувачката на цигари, употреба на електронски цигари и несегорлив тип на тутун. Сите тие параметри секојаш треба да се земат во предвид, за да на сите ни стане јасно дека треба многу внимателно сите од страна на тутунопроизводителите, од купните компании, министерството да се направи длабока анализа и да се сватат и големите светски компании, бидејќи тие откупуваат тутун според нивните потреби. Според вашите согледувања, дали овој тренд на намалување на производството, односно побарувачката на ориентален тутун ќе продолжи понатаму, ако ја земеме предвид пандемијата која што трае? Дали може нешто годинава да се измени во тој дел? На подобро за тутунопроизводството? Значи, што може да се измени? Да се има разбирачка од сите страни, тоа е основното, да се има контроли на терен, посебно од државниот земјоделски инспекторат. Моје лично мислење дека таму треба да има некој си во овој дел, во тутунскиот дел, големо преструктурирање со цел да се има контрола на терен, кој како произведува, на каков договор е тоа направено, да се има контрола. Јас и друг пат во ваша емисија кажував, а постарите тутунопроизводители добро паметат дека во поранешна Југославија при производството на тутун, посебно 60-тите, 70-тите години, имаше максимална контрола на заседување на површините со тутун, каде што таа зелена таксација што се правеше, имаше контрола од страна на државните органи, каде што секој вишок засаден страк на нива беше корнет. Јас знам дека тутунопроизводителите во поголем процент ова култура има социјална категорија, дека луѓето треба да обезбедат средства да ја поминат цела година, но треба да сватат дека со било каков притисок на откупување на вишок тутун само ќе се доведе до ситуација тие средства што ќе се платат за откуп на тутун да не може да се одврзат, што значи дека ќе остане количина во магазините каде што секоја фирма ќе биде донесена до знак прашање на незиниот опстанок. Ќе повторам, ако лани имавме една компанија која што пропадна, не дај Боже годинава, може би ќе имаме 2-3 компании кои што ќе бидат во таква ситуација, не дај Боже, бидеме тоа ние. Ќе сме држава компанија и наша задача е, како знаеме, умееме, да направиме напори, а тоа и го правиме изминатите денови, да најдеме пазари каде што овој вишок на тутун кој го откупивме ќе биде реализиран. Се со цел Тутунски комбинат да ги продолжи позитивните финансиски резултати во иднина и да по никој случај не биде доведен во прашање обстанокот на оваа компанија која обстојува 150 години на нашите простори. Детектирајќи ги проблемите со кои што измина производствената сезона и откупот на тутунот од лани, еден од најголемите проблеми е токму тоа, појавување на вишок на тутун
бидејќи имаше добар дел од тутунарите кои што засадуваат тутун без да имаат воопшто никакви договори. Тоа и самите го признаваат заради различни причини. И јас би ве запрашала тука во делот на контролата. Што треба да се направи, а тоа да биде во таа законска рамка, во законот за тутун и тутунски производи, со што ќе имаат обврска и тутунарите да се придржуваат на она што треба како површина да го засадат под тутун. И пак морам да се вратам, и вие напоменавте дека пред 30-40 години тоа беше строго контролирано, а рака на срце во законот за тутун стои тоа како клаузула, но не се почитува изминативе децении. Кој е принципот на... Каков механизам треба да се направи? Ќе одговорам. Кој е принципот на правењето на договори последниве 2 години? Се со цел да ги немаме тие труканици, малтретирање на кооперантите во подрачните единици, се пристапи кон поинаков начин на евидентирање на површините. Тоа до 31. март веќе е завршена работа. Кој е принципот? Принципот е врз база на потребна документација, имотен лист, КП парцела, договор за закуп. Кооперантите бираат во која компанија ќе ги однесат тие документи со цел нивната површина да биде евидентирана. Каде таа површина се евидентира? Во ИСЕТ систем, кој е директно поврзан во Министерството за земјоделство, и тогаш при идењето на кооперантот кај нас, со доставување на званична документација, ние ги резервираме нивните површини. Откако ќе ги резервираме, сме должни да му изготвиме договори. Договорите се прават врз избор на компанијата, на површината и оценка на кооперантот спрема квалитетот што го произведува. Компанијата прави договор со тој кооперант и му го доставува еден примерок на кооперантот, еден примерок во подрачната единица и еден примерок останува кај нас. Изготвен договор. Откако тоа ќе се направи, при производството на расади, засадување на тутунот на нива, ние имаме период мај-јуни месец каде што мора да биде завршена таа зелена таксација. Што значи таа зелена таксација? Што за жал во многу мал процент се контролира од страна на државните органи. Кои се тие? Кој е орган на контрола? Државен земјоделски инспекторат. Тие може да постават на информација на страна на компанијата, на било каква информација, тие мора да исконтролираат цела количина, цела површина на засаден тутун на терен. Затоа реков претходно, може би таму треба да има некое си реструктурирање во тој дел, може би треба да има дополнување со нови вработување, каде што ќе имаат максимална контрола. Што значи? Тутунот се контролира уште на нива, и тутунот се контролира при откуп. Не може само да имаме ситуација контрола од државни службеници, инспектори при откуп на тутун, значи тоа треба да биде уште на нива исконтролирана култура. Она што ги имавме во минатото како искуство, моје мислење дека треба да биде што побрзо оведено. Мора да се има од државните служби максимална контрола што е евидентирано на во ИСЕТ системот, што е гарантирано во ИСЕТ системот, што е договор направен од страна на компаниите, навреме доставен договор до кооперантот и до државните органи, и после се влегува во процес на контрола на тој тутун на нива. Се со цел да не ни се случи ова што ни се случува сега. Бидејќи, по трет пат ќе повторам, секој вишок на тутун, кој што врз база на притисок или не знам како, ќе го откупат компаниите, само прави влегување во огромен ризик на секоја компанија при низиното обстојување на пазарот на тутун, бидејќи ви кажав дека количините на ориентален тип на тутун кои се произведуваат на светско ниво и се вградуваат во цигарите, секоја година се намалуваат. Вие ги имате искуствата од земјите каде што се произведува тутун. Мене ме интересира што може Македонија оттаму да пренесе во Македонија. Аз зборувам за Турција, каде што е најголемото производство на ориентален тутун, во Грција исто така и во Албанија.
кои позитивни механизми од таму ние можеме да ги земеме како искуство, бидејќи според мое неофицијално знаење, при откупот на тутунот нема повереници од страна на представници од страна на тутунопроизводителите, туку едноставно е тоа бизнис, тутунопроизводителот оди на вага, го предава тутунот, нема никакви тензии, нема никакви проблеми. Како може да се надминат тие проблеми кои што се случуваат, речи си варијабилно, но секоја четврта година ние имаме проблем со откупот на тутунот? Како може еднаш за секогаш да се дефинира една рамка за да нема тензии и за да нема вмешување и на политика дури во откупната сезона на тутунопроизводството? Претходно зборувавме во случај на хиперпродукција на тутун како тоа треба да се реши. Во формирање на цената на откуп најмногу влијание игра квалитетот на реколтата. Се случувало години и тутун кој што е со помал квалитет заради недостаток на тутун на светските пазари, да има борба за тој тутун да се купи, и тука е реакцијата оправдана од страна на тутунопроизводителите. Да, и да помине прва класа. Тоа е оправдана, но тоа го диктира светските потреби на пазарот на ориентален тип на тутун. Позитивен пример како ова се решава, еве би ја зел Грција, например, на кој начин тоа го реши. Грција е членка на Европска унија и Европска унија знаеме на кој начин централизирано тоа го решава, и Европска унија на Грција 2003, 2004, 2005 година му постави квоти на производство на ориентален тип на тутун, Вирџинија, Берле. Од драстично големи количини на ориентален тип на тутун, Грција е сведена на околу 18-20 милиони килограми, слично колку кај нас. Нешто и помалку може. Да, дури имаше и субвенционирање за замена на површините со други култури. Токму тоа сакам да кажем. На кој принцип тоа Грција го регулира, може би е позитивен пример како треба и ние да го пресликаме. Еве од оваа година, пример, со овој вишок на тутун што се купи, со субвенција дополнителна државата што треба да даде на тој вишок на тутун, ќе се потрошат некои 7-8 милиони евра од страна на државата. Тие средства може би треба да се размислува од година и понатаму како наместо на ваков начин да се трошат, да се субвенционираат земјоделци кои што ќе имаат намера да сменат оваа култура во некоја друга култура. Од моите сознанија е дека се работи некои си 3-4 години на една стратегија во тој дел на замена на културата тутун, бидејќи претходно кажа, сите рестриктивни мерки кажуваат на пат нова индустрија и мора се води рачун да се најде начин како да се има замена. Таа стратегија се работеше со Шпанската асоциација, со Бугарската асоциација и нашата, и се дојде некои финални документи, каде што во еден дел произлезе дека во одредени региони може би треба тоа да се замени со производство на сусам. За жал, од страна на сусам, стевија и така натаму. И други. Ама тоа одредени региони кај што се направило проценка. За жал, тоа беше пречекано од страна на одредени здруженија со иронија. Луѓето работеле 3-4 години и констатирале дека во одреден регион, пример, Радовишко, може таа култура да се произведува. Знам дека во други региони се предлага замена на оваа култура со лешници. Знам дека некоја, пример, Обршанскиот, Кривогаштанскиот дел е градинарски култури. И тоа како стратегија треба што побрзо да види Белден. Тие 7-8 милиони евра што годишно се трошат за хиперпродукција која фирмите откупуваат што ги клаа во ризик на сопствениот опстанок, треба да се потрошат на ваков начин каде што со тие средства ќе се стимулираат земјоделците кои сакаат да променат културата на тутун. Пример, во една прилика со еден представник од иницијативниот одбор, токму оваа тема разговаравме. Пример, при производство на лешници. Лешниците знаеме дека после 3-4 година даваат род. Јас сум на мислење, ама тоа е моје лично мислење. Доколку се смени културата тутун со засади од лешници,
би требало тие 3-4 години да биде кооперантот стимулиран од страна на државата, се со цел додека не дојди род од лешници, да биде стимулиран се со цел тој да има средства да може да екзистира фамилиарно. Мислам, ова е како една идеја, како еден поттик на страна на Министерството да размислува таа насока, бидејќи ако не се случи и в година слична производство на вишак на тутун, ви гарантирам дека целото тутунско стопанство ќе биде доведено под знак ризик наредните години. Зошто ова велам? Од минатата година на ниво на нашава држава имаше над 3 милиони килограми во магазините на компанија. Годинава со овој вишак на тутун, доколку не се успеи да се продадат овие 4-5 милиони килограми вишак што излегува до година, таа количина ќе секоја година перманентно ќе се зголемува до еден момент каде што ситуацијата максимално ќе експлодира. Такви примери имавме во минатото, додека постоеше тутунот во материјални резерви, кога се произведува 35 милиони килограми, 30 милиони килограми, а пазаров тоа на светско ниво не може да го абсорбира. За жал тутунов, може би за среќа, тутунов не спеѓа повеќе во материјални резерви. Тогаш во материјални резерви се складираше од страна на државата и стоеше години, каде што тие средства пропаднаа, од и тутунов секоја година губи на квалитет и губи на цена. Па имаше и други злоупотреби со тоа нешто, ама не сега налегувам тој дел, што значи дека тутунот е култура која што се откупува и во истата година треба да биде продадена во целост. Државата има стратегија за тутунопроизводството, но после сето ова што се случи изминатава година и после барањата од тутунопроизводителите и проблемите со кои што се соочувате вие како откупувачи, дали сметате дека нешто треба да се измени во таа стратегија, бидејќи имаше еден исто така проект во кој што одредени региони државата требаше да каже, говорам пред 4-5 години, што би требало да се сади, да се засадува, да се одгледува, за разлика од други каде што може само тутун да се одгледува, пример еве Долненско, тие се такви почви каде што не може да се произведуваат рано градинарски култури. Дали ако во тој дел се информираат, се едуцираат земјоделците, им се каже на земјоделските здруженија дека мора да се придржуваат кон ова за да има колку толку социјален мир од една страна, но и исплатливост за она што се одгледува, сметате дека ќе се најде некое решение. Ова го говорам затоа што се очекува да има одредена дебата за сите чинители да седнат на една маса, и тутунските здруженија, и откупувачите, и државата, и конечно да се најде едно решение за да нема проблем околу производството или преориентација на површините кои што нема да се засадуваат со тутун. Што во тој дел како држава може да се направи и што е вашиот предлог? Дали треба дебата? Треба дебата. Секогаш ова индустрија проблемите се решавале на маса, се седнувале сите заинтересирани страни, се седнувало на маса и работите се договарале. Треба да има дебата, се сложувам потполно. Секој со своите идеи да ги приложи на маса и да се избере најдоброто решение. Јас само спомнав претходно примери на мој лично размислување како тоа би се решило. Значи, државата треба да има стратегија, да понуди на земјоделците соодветни програми, соодветни финансиски средства, соодветни идеи како ова култура тутун и стопанство тутунско би обстанало наредните години. Со притисоци, со производство на вишаци, овај проблем не се решава, спротивно само е доведува во прашање тутунската индустрија во нашата држава. Јас и претходно ви кажав и сега ќе напоменам, се бара совест, се бара разбирачка од сите страни, но се бара и почитување на законот за тутун. Законот за тутун е тутунот единствена култура регулирана со закон и законот за тутун веќе имав чест да бидам во работната група при изготвување на законот за тутун.
е одлично направен закон на тутун, каде што и од страна на светските компании има признание како е тоа регулирано. Но ние знаеме самите, општо во животов, било кој закон и најдобриот на светот да се донеси, треба да се почитува. Ако е договорот направен на 700 килограми, треба да се произведат 700 килограми плюс минус 10%. Значи, произведени 5, а такви примери имаше годинава многу, произведени 5000 килограми, договор со нијна компанија. Што е тоа, ако не е прекршување на законот за тутун, а секој прекршување на закон треба да има последици. На крајот од овој разговор, само уште две прашања кратки. Цело време се провлекуваше барањето од тутунарите да се укини увозот на тутун како закана за македонското производство. И второто прашање исто се однесува на распределбата на субвенциите и нивните барања да се изедначат на една цена од 90 денари, што значи да не биде во три категории, и она што беше кажано од страна на владата дека тутунарите се влезени со пакетот за антиковид мерки, тоа исто така да се распредели рамномерно за да се добие некоја субвенција од 100 денари по килограм. Кој е вашиот личен став по овие две работи? Вие знаете, до пред 3 години, ова е 4-та година сега, ние имавме сличен таков начин на субвенционирање на оваа култура. А пошто сме прилепчани, знаеме тутунот како порано се произведуваше, порано беше производство на тутун со многу поголема мака за разлика од ова сега што се случува. Тоа го знаат и тутунот производители, често пати оние изјави, тоа гледам маката, точно е. Ова е најтрудоинтензивна култура, каде што најмногу труд се вложува за да се произведи, но производство на тутун во услови каде што немало ни наводнување, па имало страшно сушни лета, па берење по ниви, па квалитетно сушење на тутунот. Не може тутунот да се суши во 4-5 реда во скеле. Се знае како се суши тутун квалитетен во еден ред, со добро квалитетно направено скеле. Ево тој дел што претходно кажавте, огромен процент на кооперантите во Доненскиот регион, посебно од делот на сушењето, имаат или непознавање, или свесно поставување на квантитет. Значи, тутунот се знае, операциите, како треба да се изведуваат и на крајот, она традиционално пеглање, тоа беше домашна манипулација на тутунот. За жал таа нема. Селекција уште од дома. Така е, селекција уште од дома. И тоа беа денгови пошто сум имал прилика 2 години да работам на откуп 90-тите години, тоа беа денгови каде што така селектиран направите тутунопроизводители, така селектиран како тепсија со алва, така старите ценачи тоа го кажува. Сега имаме ситуација на подруг начин на предавање на тутун во картонски кутии. Слободно ќе кажем во ваша емисија, сега немаме пеглање, сега имаме молзење. Тоа добро го знаат кооперантите, директно од балината, директно се молзи во картонските кутии. Секоја чест на одреден процент на кооперанти, каде што и сега се трудат сето тоа да го селектираат, да го направат. Квалитетно обработен, квалитетно спакуван среден тутун, примерите кај нас се минатиот пат го кажав во вашата емисија, ние имаме огромен број на кооперанти, каде што сите операции ги поминале како што треба, над 200 денари му е просечна откупна цена. 200 денари откупна просечна цена, со овие развојни субвенции кои ги имаме сега, 70 денари субвенцијата, приходот е 270 денари. Често пати разговараме на калкулациите за трошок произведен килограм тутун. Она што ние го правиме, она што колегиве кои ги имам и произведуваат тутун, излегува дека килограм тутун за да се произведи трошоците се движат од 110 до 130 денари. Во една прилика зборувавме со членови Венецијата 150 денари. Добро, еве прифаќаме 150 денари по килограм тутун.
На 170-180 денари откупен тутун од ова реколта, субвенцијата е 65 денари. На 180 и 65 денари се 240 денари. Минус 150, колку е тоа? Евро и пол. Евро и пол профит. Значи, платени трошоци се евро и пол профит. А јас гарантирам дека тие трошоци се движат, профитот се движи околу 2 евра по килограм. Со бројки, со факти, тоа можеме да го кажеме. Што се однесува до субвенцијата? Ова претходно што го кажав беше увод на маката на правите тутунари, каде што првата класа ќе ја средат, ќе ја одделат, се не може прва класа произведен тутун. Тоа е врвни берби. Каде што трудот вложен во прва класа да биде субвенциониран со 60 денари, исто како четвртата класа со 60 денари. Па затоа се направи развојна субвенција, да се оддели првата класа и да се стимулира тутунопроизводителот да произведува квалитетен тутун. Не може да постави субвенција од 90 денари за сите класи, че доведиш четвртата класа на ниво на прва класа субвенционира со исти цени. Значи станува збор за поттикнување на квалитет. Така е. Зошто е тоа така? Бидејќи овие 4 светски компании кои го купуваат овој тутун од кај нас бараат квалитет. Тоа е целта. Во делот на антиковид мерки, како што ќе одлучи владата, бидејќи тоа е добронамерен потек од страна на владата да им се излезе во пресред на кооперантите со цел да имаат поголем приход, бидејќи тие пари, често пати тоа го разговаравме и со премиерот, дека било која финансиска помош, што може да му излези во пресред, еве во конкретен случај на тутунен производител, тоа се пари кои повторно влегуваат во државата, повторно влегуваат во буџет и секогаш владата е спремна да излезе во пресред токму на ваков начин. Антиковид мерки, како ќе одлучи владата заедно со представниците на тутунопроизводителите, така нека ги распредели. Тоа е во интерес на тутунопроизводителите. И прашањето околу увозот на тутун, и ова сме го разговарале, но уште еднаш да напоменеме, бидејќи тутунарите бараат забрана на увозот на тутун, сметајќи дека е конкуренција на македонскиот. Ова често пати сме го разговарале и ова веќе се претвора во ја дегутантна како се вика конверзација, каде што очигледно се нема разбирачка за да се свати што е проблемов. Јас ви настапи во вашата емисија со бројки, релевантни бројки од Царинска управа на увоз на тутун. Што е поентата со увозот на тутун? Во законот за тутун јасно постои увоз на необработен тутун со цел да се исполнат капацитетите на компаниите кои имаат soft drying технологија. Тие компании ангажираат работна рака. Тој ориентален тип на тутун увоз што се прави од некои си 500, 600, 700 до 1.000.000 килограми не е тип прилеп. Што влегува во систем, не е тип прилеп. Тој тутун произведен во Бугарија, Крумовград. Тој тутун произведен во Грција, бидејќи Грција нема повеќе фабрика која има soft drying, сите се префрлија во нашата држава. Количините кои ги има, тој тип во Грција е Катерини басма. Кај нас се произведува тип на тутун прилеп, регулиран, како што кажав претходно, во ИСЕ систем, со ИДАБАРА бројки, во цел систем, каде врз база на тоа се треба да се контролира количината, но се контролира и поделбата на субвенциите. Значи, овој тутун кој што иди во пример, кои се компании кои имаат soft drying во нашата држава? Allianz One, Секе, Сокота. Тие компании вработуваат некои си 2 до 3.000 народ, го исполнуваат капацитетот на нивните обработки на тутун и тие 2-3.000 народ земаат плата. Тој тутун не влегува во систем, се обработува, веднаш заминува надвор и количините се многу мали. По потреба се јавува. Знам, конкретно, една компанија, еве не благодарно да ја спомнувам, една од трите кои има soft drying, исполнува некои си 15 до 20 дена годишно од Бугарија, Крумовград, го обработува и повторно го извезува надвор. И тоа не е што ќе направите доколку ова, често пати гледам опозицијава тоа го спомнува, што ќе направите со тоа? Веднаш нека се забрани тоа нешто, 2 до 3.000 народ месец
дена ќе останат без приходи. Тоа е. На крајот од емисијава, која е вашата порака за престојната реколта со оглед на тоа што веќе започна расадопроизводството, се склучуваат договорите, иако се уште ги немаат тутунопроизводителите во своите раце. Да, се евентираат површините. Која порака би упатиле до тутунарите? Најпрво им подсакувам здравје на сите тутунопроизводители, бидејќи знаете низ кој период на светско ниво поминуваме со пандемијата која го снајде цел свет. Второ, им препорачувам да имаат квалитетна реколта во смисла на климатски услови, не како она што им се случи во август месец, минатата година, премногу врнежи, топло време, нагло прераснување. Им посакувам разум, им посакувам совест, им посакувам соработка со откупните компании, бидејќи се тоа претходно што го искажав во интерес нивни, во интерес на компаниите, во интерес на државата. Пред се здравје, совест, разум и разбирачка и да се видиме на есен со квалитетна реколта и да биде откупена реално ферски, онака како што Тутунски комбинат изминатите 4 години тоа го прави. На задоволство на двете страни. Така е. Благодарам за вашето гостување. Ние продолжуваме со програмата. Како да поголема општествена одговорност? Емисија на Радио Пела. Одговорност и одговори.